Лаки сум го почитувал многу, сум го прашувал за совети, сум го прашувал за памет, пошто е постар, поискусен и така натака. Меѓутоа на крај памет не би ми паднало дека Латас име какво што е, ќе си дозволи да падне на ова ниво. Никад не би ми текнало дека тоа Лаки може да го направи. Ја би помислил дека на некој друг ќе делегира оваа задача, а не он да истрча. Тоа сум можел да мислам. Ама Лаки непријатно ми изненади. Лаки извини вака брат, ама ќе морам да кажам што ми пиша. Лаки вика за она што го пиша на Twitter профилот на Infomax, вика за ова ќе се видиме на суд и очекувам да го докажеш. Инаку тоа што е напишано на Twitter профилот на Infomax е прашање дали Ивона, таа и незиниот главниот говорен уредник Драган Павлович Латас не беа обвинети за организирање на палењето на амбасадата на САД во Скопје во 1999 година. Дали таа Латас и Сител телевизија не беа поддржувачи на Милошевиќ, ширеа говорна образа и пропаганда против САД. И последното прашање оваа објава е на чиј платен список се тие. Пошто сакаш да идеме на суд за ова, ќе идеме, нема проблем.